Понекогаш животот пишува приказни што не се читаат од хартија, туку се чувствуваат во градите. Приказни кои болат, но и инспирираат. Во едно тивко мало, далеку од градската врева и уште подалеку од удобноста на современиот живот, живеат Ерика и Здравко, двајца млади родители со срца поголеми од светот што ги обкружува. Нивната мала ќерка Мила има само неколку месеци. Таа уште не ги научила зборовите, но веќе ги чувствува недостатоците. Хладното време, лизгавото земјиште си го направи своето и моравме тука да стопираме. Да. Условите се за живот многу страшни, нигде го тоа го нема што го ние живееме. Значи немаме вода за пиење, прво немаме вода за пиење. Имаме магаре имаме, носиме со смагарето вода, овдека одоздоле смагарето на туби носиме. Не знам на кој попро да помогна, дали на бебето, дали на мајка ми, дали на татко ми. Со здравјето највише си имам проблеми и жената ми исто, и она со здравјето проблеми си има. Има нека овца, има нека коза, има тоа. Чуваме. Значи овдека чуваме магариња, а одозгоре спиеме. Горека со ни собите и бебчето ни е горе. Дека спие оно малото бебче. Овдека ни е собата и бебчето ни е тука. Еве ја собата, те каква ни е собата, те ни го бебчето мало, оно спие. Ова е вашето живеалиште, каде со маличкото девојче ги живеете. Да, со него, со тоа го живееме сега. Незините први денови, а вие, Бога ми, нигде, за на никаде сме ние, највише ни е тешко да можеш детето да го сместиме накаде поблиско. Зашто плачеш? Жал ми е за детето ми е жал, не сакам да како ми името, дај му таква куќа. Абе, не мој бе сине, бе, си го чуваме ние. Не сакам да крене на школу, на школу да оде, да има каде. Јас сам се тука мачила па и моје сечето да се маче, не сакам. Многу е тешко. Многу е тешко, да. Многу е за моето чедо тешко. Тешко е. Ја навикнана сам да седам, ама за детето ми е тешко. Нема како би името. Нема попрво да кажам, нема пемпас да го надам се со пелени, немаме пари, одека ни за пари свекоре на пендичка зим. Ако купи ќе јадеме, еднаш по месечно оде за каменица, ако купе ќе јадеме, ако немате така ќе поглиждаме, никој нема да ни даде да јадеме. Тешко проведуваме, тешко и со него сега понапреш карпелив живот живееме додека не беше родено. После сега дали за него, дали за нас. 14.500 толку. Минималната 14.500 зима. Најмалата пензија, земјоделска пензија он има. Дидовите не се измазнети, нема врати, подот е студен, а прозорците ветуваат повеќе ветар отколку светлина. Во таква недовршена куќа тие се обидуваат да изградат дом со љубов, со волја и со неизмерна надеж. Стара е куќата, многу е стара. Те там се крвата седне, тука свекоро седне и јас некогаш тука седам или момчето, ја у стола седам и јадеме. За прање на раце, нема перална. У корито се бањаме, нема купатило. Нема секи ден да се бањаме кога сакаме. Јас па отидам да искарам со змагарето за пиење. Ајде наполниме малце вода за детето да однесеме, да има вода. Ајде да однесеме малце вода. Седи тука ти, јас да напунам и ќе ги однесеш до дома да ги оттераш. Паси. Те го тут. Чекај тубичката да ставиме. Еве тубата да ја напуниме. Да однесеме за дом. Ајде, слободно. Сега водата ќе однесеш. Ајде. Ето е завршено, напанено е тука. Мора пак тоа цревото да го ставиш тука, да затвориш. Има за утре пак да напуниш. Ајде па и то. Да товариме тубите, ајде, закаснаме јас и ти се. Ајде да ги оттераш нагоре.
ќе не изеде некој врк, нагоре ќе не фане некој врк, што ќе направиме после Бени? Нивната единствена надеж е да се преселат во недовршената куќа што ја имаат во Виница, каде би можеле да создадат побезбеден дом за детето. По емитувањето на нивната приказна, социјалните служби ги посетија и ги предупредија дека мора итно да обезбедат подобри услови за живот, во спротивно постои ризик бебето да им биде одземено. Каде има во Виница? Што имате во Виница? Има една куќичка. Чива? На татко ми е, куќичката ми ја дава на мене, ка ми ја даде. Куќичката, ама ништо не е средена. Таа куќичка там да не се, патот да не се ослободи и бареме на купатило и на соба да не среди. Повише не бараме. Струја има и вода има, ама пат немаме да си оеме, да си живееме, да сакаме. И да си стегнеме 2 собички купатило и ќе си одеме у Виница. По емитувањето на приказната, јавноста реагираше со топлина и солзи. Помошта пристигна од сите страни. Пакети со храна, облека, средства за хигиена, па дури и финансиска подршка. Народот уште еднаш покажа дека знае да застане зад оние на кои најмногу им треба, но вистинската битка допрва започнува. Здравко деновиве не однесе до куќата која неговиот татко ја изградил пред повеќе од 50 години. Денес таа е символ на надеж, но и на работа што допрва треба да се сработи. Но пред да се почне со реновирање, постои уште еден голем проблем. Нема пристапен пат. Здравко и Ерика мораат пеш да пренесуваат се до куќата. Градежниот материјал, вратите, цементот, сето тоа треба некако да стигне до местото. Денес сме во Виница. Ке се подсетиме сите на трогателната сторија на Ерика и Здравко, кои што навистина ги допреа срцата на целата македонска јавност. Тие буквално живеат во субнормални услови во селото Дулица во Македонски Брод. Но за среќа, пред 50 на години нивниот татко направил куќа во градот Виница. За жал, нема пат до таа куќа. Денес сме тука, пред самото место каде што треба да се изреновираат собите. А јас само во името на Ерика и Здравко ќе се заблагодарам на сите оние кои што изминатите месеци донираа средства за да може неколку соби од таа куќа да се опремат. Ајде да видиме каде треба да почнеме, што да почнеме и како да се направи местото за живење за ова семејство. Добар ден. Неколку месеци, Здравко, се гледаме повторно. Да, сега пак сме тука. Добар ден. Добар ден. Како сте? Супер. Добро. Таткото на Здравко, без кој што Здравко и Ерика и без вашата сопруга не може да функционираат. Да. Не може. Да, Денес помош. дојдовме во Виница и сакаме да ни ја покажете куќата која што ја направивте пред 50 на години. Сад ќе ви ја покажеме. Да. Сега ќе ја видите. Зошто баш тука се чекаме на ова место? Па да видиме за патот. Са патот да може Патот е затворен и патот. и Тоа е куќа. работа. Каде е точно куќата, кај се наоѓа? Онаму крајо. А јас сум го навремето носил таму. Крајо и таму. Тогаш постоеше патови, постои. тогаш постоеа? Тогаш ги немаше куќите. И после ги направија куќите. После представувам вашата куќа ова позади Тополеве. Да, таму позади тополите, да. Да. Ено Таа се е види куќа. малку. Пред 50 години ја правех куќата кога бев млад, после кога се оженив и ја направиме куќата и од тогаш навака немаме пат. Немаме И ни го пристап. затворија пат. Немаме пристап. И така, што да правиме? А има ли решение сега? Како би функционирале сега? Веќе ги имаме парите за да се опремат тие соби кои што ви требаат вас за живот. Како, еве, ќе го нарачаме материјалот, ќе го донесеме до куќата. Ама ова пато што ние општонародното место да ни го ослободат и ние да можеме да го принесеме материјал. А кој да ви го ослободи? Градоначалник. Градоначалник општината треба да ни го ослободи. Треба да даде дозвола градоначалник. Дозвол треба да ни даде. Да. Тој и наш гостин во емисија, да, По- не со вашиот случај. По овај го пат ја материјал носе со сколи, со трактори, али сега затворија ни пат и немаме пат. Тогаш пред 50 години. Да, ја правевте? кога правиме куќата не постоја овие куќи. Од тука ли одевте? По овај пат си годехме. Доди 2 пати катастеро, мерини, земани пари и платиме се 5 метра, обележија го колците и сврли и се и немаме пат. Нема И сега пристап. што да правиме?
Да сакаш материјал да откараш, не можеш материјал да откараш. Да сакаш дојдеш да преспиеш или нешто да однесеш у куќата да оставиш, не можеш дојдеш пак. Џабе сме ја прави. Џабе е правена. Само ја гледате како се распаѓа низ Да, ден из ден как се паѓа. Од 50 метра како ја гледаме се распаѓа, а не може да придем. Више нозете ме не држат у планина. Не можеме на лекар до продавница да идеме, никаде не може да одиме. Да. Тешок живот. Тешок, горе без вода, без услови се. Магаре да караш вода. Со цистерна за... Беге, не може кола да иде до тамо. Кога би ги добиле условите да ни овозможат пат соседите, ако им наложи градоначалникот, тогаш ќе може да почнеме да работиме во куќата? Ќе може, кога ни ослободат пат, тоа да може да слободно, да ни ослободат од градоначалникот, патот тоа државното место што ни е. Катастеро, мерини го, пато 5 метра државно место. Општонародно на државата на Република Македонија го најдоа и скици имаше и се. Донесоа документи, они ги раздра, распрцала и крај. А дали со соседите? Те од тука, соседите да ви овозможат? те од тука, натаму. 5 метра има до мојата куќа општонародно место, што е затворено. Затворено е од некои соседи, така? Да, озгоре и оздоле соседите го затворија. И не може да прекара. Ли овие соседи дозволат барем додека се прави куќата? Да се внесе материјалот за работа? Не знам, да питам. Треба да прашаме? Па ќе прашаме, ќе видиме сад. Градоначалникот предлага са од таму, одио са. Како е? Од таму некаде да се улази. Таму, од таа оградата таму, там вратата што е. Преко таа нива, тука прока това и тетејка да замине патта. Тука предлага. Он си по мрежата му беше доле, како му рекоа, ово е општонародно и он си го мрежата мрдна дека му беше мрежата. А тука ако се искоси, па може ли да се внесува материјалот рачно до вашата куќа? Која фирма ќе се нафати да го носи толку далеко? Кој ќе го носи? Која фирма ќе се нафати толку далеко да го носи? На раце. На раце не може. Тука те од тата кога го прави ке мостот, патот, тука те малку машина ќе чепне и од тука до нам до куќа тука малце што ќе окупне толку е. За толку за малце ситница е тука. Се наоѓаме во буквално приватен плац од вашиот прв сосед. Но од тука поминува и патот кој што е државен и кој што е опција за и можеби единствена за како да се внесе градежниот материјал. Да. Вие можеби подобро бидејќи тука живеете, ги знаете, работите како стојат, кога вака настана овој проблем и можеби имате решение како може да се стигне. Може да има 30-40 години. Тоа е многу одамна, многу одамна. Вие сте тука староседенец? Да. Преко 40 години имам сигурно. Од 80 година па наваму. 79-80. 45 години? Да, има и повеќе. И зошто е тука затворено? Зошто нема пат до куќата на господинот? Па тоа е диво градба, едно време не се били легализирани тие тука, тоа е тука дел. И сега е улегнал у програмата од тие работи. Тука имаше и јас, тоа е на Република Македонија, ама они го притиснаа од долу горе и затворија го. Не ставија, општината не стави пат, не стави канализација, нема ништо. Ние живееме како див запад, разбираш. Немате канализација? Па нема канализација, нема улично светление, нема пат, нема ништо нема. Мост немаш на реката како што треба. Те поголемо возило да сакаш да прокараш да докараме на камион дрва, не мога да го докарам. Нема ли некоја надеж Това не е до мене. вашиот имот да се донесе материјалот? Тоа градоначалникот тамо, општината. Јас колку сам можел, помогнал сам. Отступил сам нагоре повеќе 1 метро. Тај тука ќе отступи надоле едно, до дрвцата, кажа му градоначалникот, до дрвцата тебе жицата да ја ставиш. И машината од тамо преко башата на мостот. Целата ситуација е тоа. И канализација да подстави.
Иначе он друг тука избор нема. Он кога го е правил това, тука беше бахча. Преко бахчата возеше материјалите да прави куќата. Не е он само, и ова и други до него. Нас сега проблемот ни е само како да го донесеме градижниот материјал за да може да се работи внатре во куќата. А кога ќе се реши патов за една година, 6 месеци? Како ја да ти оправа? Кажи како да ти дам ја? Кажи на кој начин ќе заминеш? Ајде, те дадено е. Ајде кажи. Ќе треба да се Треба да ми струшиш, да ми скинеш, да ми сечеш. Ајде да ти дам да заминеш еднаш, два пати, три пати, ама тука е стока ќе улегне и зедем и ги дрвцата, те ги ја. Посадил сам ги, улегне стока, коси, тамо, намо и појадем и ги дрвцата. Не мога да возим на дрво, разбираш ли? Одозгоре, над куќата исто, нема шанса това. Треба да руши бетон, зид, друго, трето, потпорно, после кој ќе ми направи на мен това? Поминуваме низ трева, коприви. Да. Тешко се мине. Се поминува само преку приватниот имот на соседот кој негова добра волја е што ви пушта да одите да поминаме до вашата куќа. Но тоа не е решение. Не е решение тоа. Тука пред известно време дошол и градоначалникот, го видел местото и запознаеме со случајот. Запозна и Каменчки и Виничкиот одија. Со него се доодили и Рената Лебива тогај и тука е доодила и он ни е ветил за приватната таму и да пушти патот тука. Да. Но ние за да добиеме на време, за да може да се преселите пред да дојде зима 2025-26, како може да се внесе материјалот? Тоа ни е најголемиот проблем и желбата да може да се работи во куќата, а во меѓувреме да се прави и патот. Полека на вам. Вода има. Тука ли треба да помине патот? Да, тука умеѓу оградите. Тука да помине патот, умеѓу оградата. Тука и тука да искочи. А ова кој го затворил? И зошто? Комшиите затворил, да не поминуваш. Тоа е работа. Но нели тоа е државно? Тоа е државно, 5 метри има од тука до доле. Треба да се повлече и таа ограда? Оградата надол да се повлече, оти тука е 5 метра ширина, а ова е плюс поместило 1 метар на нагоре. Плюс. Значи кога ќе се повлече, ова кога ќе се искоси 6 метра ќе дојде. Ќе се исечат и дел од дрвјава? Да. Ево го дека. Па можеби и не е толку голем проблем. Па не е. Кога би се направило тоа? Тука е малку работа, од тополите до тука, тоа е малку работа. Да. А оваа куќа чива е? Таа е од Саса дојде, направи и како пато затвори и остави и си направи куќа у Саса и ја остави така да пада. Значи тука никој не живее, само поради проблемот со патот. Со проблемот со патот. Ево, полека дрво има тука. Оди подоле ќе видиш. Можеби вие одамна ќе бевте стигнати од улица да беше функционален патот. Одамна, гледај, почнала да пада. Некако тешко, но барем на некој начин стигнавме до зданието кое што тешко го работевте пред 50 години. Да, сам съм ја градил. Сам ја градевте? Сам, со жената. Немаме деца, сам ја изградиме да дојдеме да живее. Али како затворија пато, како ни го запишија и се манаме од куќа. Емотивно го доживувате тоа? Не. Ово е тешко. Туја е трошко е стварено. Мука имало. Тука сам спал, тука надвор, кој сам ја градил куќата. Надвор спиевте под отворено небо? Да. Мака голема. И сигурно ќе имавте многу поубав живот сега кога ќе размислите да живеевте тука. 100 пати ќе имаме поубав живот. Гледај куќа каква се останала да пада. Туе пари кошта. Навистина жално. Жално и ти да си, и ја да сам, кој да биде жално. Можеби и вашите деца сигурно ќе има поубав живот, а не сега. Онај си отиде по Италија, виде дека нема вода, нема пат, ојде си за Италија и се у годината ако дое 10 дена да ме види дали сам жив. И што да правиме, ево. Здравко да седи, ќе си тражат го на работа овде одмah 100 метра, ќе запечали пари за јадење. А ние со една мала пензија моја, 5 души. Како се живее, не знам.
И вие ли би дошле, би се стимнале од улица тука? Ние есента. Ако биде ова година куќата, ние есента се симнуваме да си живееме заедничко. Не може он без нас. И снаат, и детето, и ништо. Тие се зависни од вас? Зависни се од нас. А вие веќе не гледате ништо во таа планина што ве поврзува? Ништо. Нема вода, смагаре вода караш. Вода за прање, за миење со цистерна, с трактор влечеш се. 2 пати у неделата тераш вода. 3 километра караме вода. Ова ви е единствениот спас? Да. Веќе сте и во години, ви треба и доктор. Свашто ни треба, и доктор, и вода, и се. Има струја, водата таму, има и вода таму до Баграмчето. Шахта, само се пречука шахтата, тога имаше вода, после се пречука, ама церевото си стои туја водоводо. Ама струја си плаќам и још. Што да правам? Ево, големо место, цел 1 декар ја го од бандерата до таму е се моје. То приватно си сам го купил. Може ли да видиме внатре? Стигнавме до куќата. Едвај. Едвај, од таа трева. Ова е тоа што пред 30 години го градевте. Да. Може да видиме. Вишкови кој доаѓате? Не сам дошел од кој знае кога. Ево, гледај како. Може да улазим, а? Ево, гледај. Како се распаѓа. Ова што би било? Што би било кога би се изреновирало, кога би се... Кога ќе се направи нагоре, ние туа с бабата ќе си живееме, самите двојцата. Во вас ова? Да. Така планирате? Да, ние горе се не качуваме кај малите. Ама додека постанат децата пораснат, мора при нив, ево, дека сме живеали, какво е животот бил. Тука, што би требало во оваа соба да се направи за да се... Оваа соба, да ти кажа, лично, малку нешто треба да се замачка таму, дупките да се запишат, тука малку џамоето да се запишат, дупчичките, да се измалтериса, да се изглитува. Да се за малку. За цедовите и да се стави патос. Ова е една соба одвоена, а ова е уште една соба? Да, тегла материјал. Ево, материјално се капе, ево што работев и толку кога завршив работата. И така остана, и така се капе. Види. Еве куќата. Тука не е сјајно тоа, полека се припазвај. Еве собата. Влеговме во горниот спрат, Здравко. Да, во горниот сега сме спрат. Гледам 4 соби ќе има. Да, 4 се и тоа онама уќе още тоа е купатилото ќе биде. Да, ово е... Десно тука што би било? Ова е ќе биде за салон, за седење, за дневна ќе биде, да, салон, да, дневна ќе биде. Не е измалтерисано, значи само е затворено и иззидано. Затворено, врати и џамо што е ставено и инсталација што е пуштено. Ово тука ќе биде кујната ни. За кујната ќе ни биде ово, тука кујната ќе ни биде. Кујничка, да, тука кујничка. А ова беше затворено? Затворено беше, така. Ова треба да се доправи, да се преправи? Да. Ово ќе биде купатилото сме го надели, од тука натаму купатило ќе го правиме. Купатилото, ова за спање, за спање. Ова соба ќе направиме за спање. Дивме на емисија со каменичкиот гранчалник, со Димче Атанасовски од Каменица, со гранчалникот доваѓаваме заедно и доваѓаваме тука кај виничкиот гранчалник, доваѓаваме, седуваме на средба, правим. Што ви рече? Ни обеќаше дека патот ќе ни го среди виничкиот гранчалник, рече јас што е моја работа, јас рече ќе ви ја завршам мојата работа, патот и јас ќе ви го средам, рече патот. Вика да може да си одите, да си влегувате у куќата, да си преносите материјал, ама провизорно рече ќе го направиме, а после ќе го направиме плански патот, ќе го направиме катастарски, ќе го направиме патот, вика до вашата куќа да си може да си придуваш и ти да си придуваш и комшијата и да си придува на ке него. Имам работа, имам за понуда за работа од Куманово. Доваѓа човек. Тука имам негова фирми тука што носил шпорења, вика може кај мене, може
дека сакаш, вика, можам слободно да ти средам. Да, многу е важно тоа. Да може да си го гледаш семејството, да не живеете само на јас сакам да си одам на работа. Јас никош не одбивам да не работам, да не речам дека нема да работам. Ако треба, нека Ерика дома нека седи со малото дете, нека го чува, јас ќе одам ќе си работам. Да. И така треба. Да, јас со документ сам си, јас сакам поштено дека кога ќе одам на фирма да работам или на приватен човек дека ќе одам да работам, јас сакам поштено да работам. И кога ќе му поштено работам, јас сакам поштено и да ме плати, поштено сакам и да цени работата. Здравко, ќе те оставам со надеж дека ќе се видиме многу скоро и дека уште ја посакувам поскоро да биде. Направи напори градоначалникот да се пушти патот и да се почнат. Да, патот сега градоначалникот да го пушти, најбитно тоа е тука, ситница е работата. И оваа вечер упатуваме апел до градоначалникот на Виница да се вклучи во решавање на овој навиду мал, но клучен проблем – пристап до куќата. Со негова поддршка и со малку добра волја од соседите може да се отвори пат барем додека траат градежните работи. Срцето на народот веќе тропна на вратата на ова семејство. Сега е време институциите да ги отворат своите врати за мила, за иднината, за подобро утре на едно мало и скромно семејство. Ние ќе продолжиме да бидеме тука, каде што болката бара глас, а тишината оддек. Бидејќи секое срце заслужува дом и бидејќи хуманоста го гради животот. Добар ви ден, господине Миле. Добар ден. Најпрво сакам да се заблагодарам на поканата и поздрав до гледачите на вашата емисија Срце на дланка. Пред почетокот на вашето гостување ми соопштивте дека сте имале можност да погледнете неколку емисии од нашето издание и дека кога можете да помагате. Па да, секако кога добив поканата да присуствувам во вашата емисија, имам прилика да погледам неколку емисии и сметам дека ова е емисии се од хуманитарен карактер и дека целта е да се помогне на граѓаните на кои што помошта им е навистина потребна. Еден од нашите приоритети и во нашата изборна програма и еве во овие изминати 3 години во нашето тековно работење, една од нашите главни залажби е да и помагаме на граѓаните, на оние кои што помошта им е навистина потребна. Секако тука сакаме да помогнеме на сите категории на граѓани. Вие и занемокнете за оние со пречки во развојот, знаете да подадете рака и да им помогнете. Имате создадено сензорна соба, но и во едно реновирано училиште, мислам дека тоа беше минатата година, имате направено и уште еден таков проект. Па да, во општина Виница, во соработка со Центарот за социјални работи, односно Министерството за труд и социјална политика, имаме дневен центар за лица со посебни потребни. Таму моментално се згрижени околу 12 лица со дневен престој и еве со цел да ги подобриме условите на оваа категорија на граѓани. Ние во соработка со Министерството за труд и социјална политика уредивме и опремивме сензорна соба, се со цел за да имаат подобри услови во текот на дневниот престој. Поусрекни ли се сега тие дечиња? Сигурно. Па да, тие се срекни. Ние морам да признам дека неколку пати во годината ги посетуваме и носиме, еве да речеме за нова година, новогодишни пакетчиња и делиме подароци. Тоа е она што општината, но морам да признам дека има од Виница и доста хуманитарни здруженија на граѓани кои што ги помагаат децата со посебни потреби во дневниот центар. И општо, мислам дека ни беше на гости пред неколку месеци хуманитарката Рената Николовска, која што, верувам, ја познавате, бидејќи е позната не само во тој регион, него и пошироко и помага на многу семејства. Не ги остава гладни ни во нетешките мигови. И дури таа, како што ја испрезентира Виница, една од најхуманите општини. Па да, имаме изворена соработка со Рената, односно нејзиното здружение Умиление. Морам да признам дека таа се грижи за помош на граѓаните не само на територијата на општина Виница, него во регионот. Морам секојдневно доделува хуманитарни пакети на лица социјално загрозени од нашата општина, а и од соседните општини. Има секако благодарение на низината активност и пожртвованост, има донатори кои што донираат и таа врз основа на нивните податоци кои што ги има, ги распределува на оние лица на кои што навистина им е потребна. Таа на многу локации не однала самата таа и присуствувала на дел од снимањата, само да нема грижни луѓе и да нема луѓе со проблем во незиното обкружување.
Последно нешто кое што го снимавме беше една мајка која што е самохрана, па собиравме, донира пари, народот донираше пари за операција на очите на детето, но и многу други. Децата од село Градец, кои што добија и реновирање на куќата и социјален стан и сега се безгрижни, бидејќи останаа сирачиња. Се сеќавате на таа случка, сигурно ја имате гледано, и уште многу други. Само еден повик е доволно за таа да реагира. Па ние морам да кажам дека имаме одлична соработка со Сдруженијата на граѓани и еве сега пред нова година во текот на месец на декември тие доставуваат годишни програми за работа до Советот на општина Виница и ние како општина и обезбедуваме финансиски средства се со цел да ги покриеме административни трошоци на држенијата, затоа што морам да признам дека се доста активни и ја заслужува секоја почит и поддршка од општината. Таа со собствено возило разнесува пакети. Ја имам видено и на снег и на сонце, работи неуморно. Да, одлично. Верувам дека добро ќе дојде признанието и од вас, меѓутоа доволно е што таа мирно спие. Ево таа насока морам да спомнам дека мислам дека беше ланската година и доделивме на Рената плакета за заслужен граѓанин од областта на хуманизмот. Значи знаете да ги наградите таквите луѓе кои што се општествено Тоа обично го делуваме на празникот на градот Павловден на заслужни граѓани во нашата општина. Рената е една од тие. Тоа е 13 јули? 13 јули. Така. Има уште многу до тој празник, верувам има уште многу акции до тогаш. Сега сакам малку да се позанимаваме со некои случаи кои што ги имаме тука во Срце на дланка обработено, а кои што можеби вие, како татко на таа општина, можете да ги решите или да помогнете во нивно решавање. Еден од случаите, малку постар од минатата сезона, е случајот со бабата Весна, која што има дете со посебни потреби и живее во селото Пекљани. Тоа е под вашата општина. И таа буквално детето е оставено на незиниот супруг и не може да такси возилото, не се искачува возилото до незината куќа, бидејќи нема асфалтиран дел. Морав да го пријавам тоа, бидејќи многу емотивно тоа го кажа, мора да го носи во раце, жената е веќе во години, единствено нешто што не бараше финанси, не бараше ништо, само ако може да и се помогне на оваа самохрана. Го знам на ова семејство, имав прилика лично да бидам во нивната куќа. Бевте? И тоа мислам дека беше пред 2 години. Ние знаете, обично доделуваме парични награди за првородено дете во општина Виница. Мислам дека беше 23-та година, првороденото дете во општина Виница беше во нивната фамилија. Во фамилијата? Да, и имавме прилика да ги посетиме, да ги дадеме подароци и парична награда и да се запознаеме со проблемите кои што ги мачат овие луѓе. Да, знам дека тамо куќата е оддалечена од главниот пат, моментално е земјен пат и еден од нашите приоритети во наредниот период, тој го ветивме и на нив и на жителите на село Пекини, дека ќе биде поплочување на ова улица се со цел за да можат безбедно да стигнат до својот дом. Одлично. А сега нешто што е премногу таза од оваа сезона, нешто кое што навистина и нас додека го снимавме случајот не трогна, е семејство кое што живее во македонска каменица во селото Дулица, а условите им се, можам да кажам, субнормални. Значи, куќа пред распаѓање, не се знае дали е полошо таму каде што живее добитокот или нивниот дел од местото за живење, а сега имаат многу мало бебенца од 20 на дена. Сега, тоа семејство пред 50 на години имаат изградено куќа во Виница, во градот. Куќата е направена, значи има 2 спрата, но мислам дека и до таа куќа нема продност, односно отворен пат. Станува збор за семејството на тие се млади, по 29 години имаат Ерика и Здравко Ивановски. Тие се младите и имаат татко и мајка кои што ја правеле таа куќа пред 50 на години. Меѓутоа, има ли можност да побараме, до вас како општина, да се отвори прашањето, дали може да се направи, барем додека се реновира таа куќа, треба да се изреновира 2-3 соби за да се стимнат тие луѓе од планината, бидејќи детето и при најмала температура може да го изгуби животот, да ги спасиме
младите луѓе? Еве, прилика да дојдат, да поразговараме, да видиме во што е проблемот и да најдеме начин да го решиме. Да. Значи, Рената го превзема случајот и рече дека се што треба. Да, и со Рената, за да видиме за кој лице се работи, за која улица, дали е во градот Виница. Нема можност да се дојде до таа куќа, освен ако овозможи комшијата да... Верам дека се носат материјалите да се направи, за понатаму, веројатно тоа е поголем проект. Ке разгледате, таа се согласи. Секако, ќе најдеме начин. Веројатно треба да помине низ приватно земјиште, да видиме дали е урбанизирано местото, дали не е, за да видиме постапките кои што ќе следат после тоа. Па наша цел е да им помагаме на граѓаните. Тоа е наша заложба. Некој пат за некои работи може да се решат побрзо, за некои треба време, треба урбанизација, така да еве шанса да го видиме проблемот за да ги планираме следните чекори. И покрај тоа што има големи хуманитарни организации од градот Виница и нели ги снабдуваат со храна околните села, сепак и вие знаете да делите како градоначалник, посебно пред големите празници како што е Бадник, Нова година и други нели христијански празници, знаете да поделите пакети со храна за да, вообичаено претежно за Нова година, за Божик, па и за Великден, како општина поделуваме социјални пакети на лица социјално загрозени, прехранбени продукти, хигиенски, се со цел на оваа категорија на граѓани да им ги разубавиме овие празници. Одлично. Имаме и многу други случаи кои што веќе се завршени, срекно. Малиот Панајоти, кој што живееше 18 години во дом, доби социјален стан. Потоа 8-членото семејство на Даниел, исто така во социјалната зграда во Виница доби нели стан. Мислам дека многу и Драгица, баба Драгица, која што живееше тешко, и сме чести посетители таму кога имаме некоја успешна приказна. Верувам дека успешно ќе продолжите и понатаму и не го спомнавме само новите 22 куќи што ги реновирате за социјално загрозените роми. Па да. Еве, како што споменавте, во социјалната зграда во Виница пред неколку години беше пуштена во употреба. Околу 36 семејства се веќе сместени, социјално загрозени, кои што нормално ги исполнуваат условите според критериумите на Министерството за труд и социјална политика. Лицата кои што ги спомнавте лично ги знам. Еве сега имав прилика за Нова година да и поделиме новогодишни пакетчиња, нови лица кои што ги спомнавте. Сега ако спомнавте за реновирање на којки од ромската заедница. Да, општина Виница беше вклучена во проект заедно со Ромскиот ресурсен центар и организацијата Челим од Милано, Италија, во еден заеднички проект. Дел од тој проект беше и реновирање на 22 куќи на социјално загрозени ромски семејства, кои што се комплетно реновирани и на тој начин се створени подобри услови за живот на оваа категорија на граѓани. Исто така во рамките на овој проект е обезбедена и бесплатна легализација на бесправно изградени објекти на ромските семејства. Се работи за околу 100 семејства кои што бесплатно се ги легализира своите објекти, се со цел за да можат да се приклучат на комунална инфраструктура, на електрична енергија и на водоводна и канализациона мрежа. Одлично леснување за ваква категорија на луѓе. Одлично. Нешто во план за нова социјална зграда, има ли простор во Виница? Доволна е оваа ситуација. Социјалната зграда која што моментално изградена е со 36 станови, мислам дека има слободни уште 3-4 кои што не се доделени, затоа што они кои што аплицирале веројатно не ги исполниле сите услови. Моментално немаме во план за изградба на социјална зграда, затоа што еве кога ќе се пополнат капацитетите, ќе има потреба за нова, тогаш веќе би размислувале за изградба на нова. Инаку како општина, моментално и по урбанистички план не располагаме со некоја државно земјиште за изградба на објекти од ваков тип. Но доколку би се појавила потреба во наредниот период, може да се планира и урбанизација и на вакви објекти. Одлично. Бидете неуморен вака како што сте и досега и ние ќе ве бараме за случаите кои што ќе ги имаме во вашата општина. А вие, драги гледачи, не ви требаат пиштоли и бомби за да го добиете мирот. Се што ви треба е љубов, сочувство и емпатија. Да помагаме колку што можеме, бидејќи нашето малку некому може да значи се.